Поштувани, ова е најновата Телма амбуланта. Се повеќе млади луѓе се под стрес. Едно истражување покажува дека 42% од средношколците во Соединетите Американски држави пријавуваат постојани чувства на тага и безнадежност. Зошто се јавува депресија кај младите? Дали таа се манифестира на ист начин како и кај возрастните? Потребно ли е да се третира со лекови? За сето ова детално од разговорот со доктор Васка Митова, психијатар од Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа се гледаме во студијата. Денеска зборуваме за депресијата кај младите, како се препознава и лекува, со доктор Васка Митова, психијатар од Универзитетската клиника за психијатрија. Докторке, добар ден, добре дојдовте во Телма. Добро ве најдов и благодарам за поканата, особено да разговараме за оваква битна тема во однос на менталното здравје кај млади, кај помлади. Така, денеска ќе се задржиме на депресијата кај младите, но ќе започнеме општо со депресијата, дали таа представува болест, исто како што е дијабетесот или пак покачениот крвен притисок. Ова ве прашувам, бидејќи се случува понекогаш некој да се жали на промени во расположението, на депресивноста, средината да не го сваќа сериозно. Апсолутно, може да се смета за болест, бидејќи си има сопствени клинички критериуми кои што треба да се задоволат за да биде едно депресивно расстройство дијагностицирано како такво, и како и останатите, дијабетот го спомнавте, било која друга состојба што може да се случи, болест во телото, на телесен план, практично ова е психичко расстройство кое што има одредено влијание врз севкупното функционирање на личноста. И она како што велиме, нема здравје без ментално здравје. Бидејќи самата депресивна состојба, доколку има доволно критериуми да се нарече како таква, дека не секоја тага практично е депресија, си има своја невробиолошка позадина. Практично има свој невротрансмитерски дисбаланс, така да има биолошка основа за да се нарече болест. Веројатно не секоја депресивност е депресивно расстройство, односно депресија, но секако дека треба да се земе сериозно во предвид, да се има слух за она со кое што пати личноста и да се побара соодветна стручна помош. Вела дека депресијата е болест на иднината и дека претежно жените ќе страдаат од оваа болест или состојба, како што веќе споменавте. Зошто Светската здравствена организација дава вакви прогнози? Бидејќи и денес Светската здравствена организација веќе вели дека депресијата е практично водечка причина за онеспособеност или дизабилитет. Додека до пред неколку години беа тоа кардиоваскуларните болести, веќе депресијата го завзема првото место по онеспособеност, по работна нефункционалност, дисфункционалност, но не само работна, туку и практично генерализирана. На секое поле влие, на поле на социјален аспект, на фамилиарен аспект, на академски аспект, влијае на работен аспект, така да севкупно има свое влијание врз севкупното функционирање на личноста. Го завзема првото место по дизабилитет, но и првото место се смета дека до 2030 година ќе го завзема првото место по товар во однос на товарот на оној глобален, да речеме, фонд, светски фонд на заболување. Така да навистина се истражува многу повеќе и алармот е веќе запален, особено после овие случувања со пандемијата која што беше 2 години, која што траеше отприлика 2 години, така да рапидно се следи на секаде, значи статистичко зголемување на онаа преваленца, односно на појавувањето на депресија кај севкупната популација. Така, депресијата се забележува и кај младите и тој број рапидно расте, за жал. На што се должи тоа? Дали може би на подобриот начин на дијагностика на проблемот или пак на животниот стил? Апсолутно дека и самото дијагностицирање со сите овие што ги спомнавме фокусирање на менталното здравје, за кое што се радувам, бидејќи алармите се вклучени на секаде во светот и кај нас, се разбира дека и дијагностицирањето и на некој начин самото дестигматизирање го прави и подоброто дијагностицирање, бидејќи личноста кога ќе се упати на стручно лице, лекар, психолог, психијатар,
практично има можност да биде соодветно рано или доцна, но се надеваме дека рано нели диагностицирана и да има да добие соодветна рана интервенција, односно ран третман. Но од друга страна, постојат бројни современи фактори, ризични фактори, кои што придонесуваат за пораст, за рапиден пораст практично на депресивната симптоматологија, особено кај младите, која што се смета дека според повеќе студии различни статистики практично од различни земји, дека некаде од кај 3 до кај некаде 24% е застапена кај младите. Што е навистина значаен процент, од прилика 17%, 13 до 17% во Соединетите Американски држави, според нивниот Национален институт за ментално здравје, кои што бројки се навистина загрижувачки. Стресот е нешто што го прифативме како наше секојдневие. Влие ли стресот на појавата на депресија кај младите? Апсолутно. Стресот, психолошкиот стрес, травматичните ситуации, она што го доживува личноста во секојдневното функционирање има значително влијание врз појавата на депресивни елементи во однос на диагностицирање на одредено депресивно расстройство. Практично, кога би разговарале за она што е етиологија, односно што е причината за појава на депресија, веројатно би рекле дека има повеќе фактори, или не е само еден фактор кој што придонесува, но еве би го спомнала оној биолошки, психолошки и социјален, да речеме, фактор кој што, односно модел, биопсихосоцијален модел на настанување на одредено депресивно расстройство, каде што самата генетска подложност, самата структура на личноста, механизмите на одбрана со кои што една личност е, да речеме, вооружена за справување на соодветните или на секојдневните предизвици кои што ги има. Социјалните услови имаат значително големо влијание, бидејќи економскиот аспект, финансиската состојба, дали се има или се нема и тоа како се изразен стрес врз одредено функционирање на личноста и на психички план. Така да одредени травматични доживувања, недобри, непосакувани ситуации кои што се случуваат особено во раното детство, нудат една подложност за подоцнежно развивање на одредена симптоматологија која што може да биде нели во склоп на депресивното расстройство. Така, споменавте дека навистина многу фактори влијаат врз појавата на депресија кај младите. Денеска ќе разработиме дел од нив, ќе започнам со училиштата и она што се почесто се случува таму, а тоа е врсничкото насилство, односно булингот, кое што не мора да биде само физичко насилство, може да биде вербално, психолошко, социјално, интернет и така натаму. Па трпат ли, да започнеме тука, различен булинг девојчињата и момчињата? И како тоа влие, тој притисок врз нивното ментално здравје? Јасно. За жал, тоа врсничко насилство е се повеќе застапено. Од една страна, машките имаат почесто тенденција физички да се пресметуваат, односно да доживуваат повеќе нели и физичко насилство од врсници или од група на малку поголеми, повозрастни или врснички нели деца. Од друга страна, со појавата на платформите, социјалните медиуми, поголем е процентот на психичко насилство кај девојчињата, кој што не можеме да го занемариме, бидејќи може да има изразено влијание врз нели самата психолошка или психичка состојба кај младите девојки, кои што се практично ранливи, многу поранливи во таа возраст, кога се оформуваат, кога ствараат онаа сопствена индивидуација, личноста се развива и замислете каков е притисокот во тој ранлив период, во таа ионака бурен период во поглед на пронаоѓање на сопствената личност, на сопствената идентификација и во сопствената нели автономност, развивање на автономност, кога ќе биде подкрепено, тоест кога би било нели да биде нарушена таа самодоверба со која што се соочуваат, особено од одредени ситуации на социјалните мрежи. Така, социјалните мрежи играат навистина голема улога во сето ова. Децата
на вистина голем дел од денот поминуваат на социјалните медиуми, тоа го прават и повозрастните, младите, па дури и ние. Секако. Сега, што значи за младите отсуство на физички контакт со нивните врсници и воспоставување на релации меѓусебни само на таков начин? Начинот на комуникација, на таа интерперсонална комуникација, на меѓусебна комуникација е на некој начин променет. И тоа изразено променет. Ова што го спомнавте за влијанието, би кажала статистички уште нешто. По појавата на социјалните мрежи во последните години е дуплирана појавата на депресивно расстройство кај девојчиња, но и квадриплирана, односно за 4 пати поголема е појавата на самоповредувачко однесување, што е значителен аларм сам по себе за да се обрати многу повеќе внимание практично што се случува на тие социјални мрежи, бидејќи тој нагол раст на оваа симптоматологија се следи со почетокот на една глобална застапеност на младата личност, на младите личности на социјалните мрежи некаде после 2011 година, кога веќе скоро секоја млада личност си ствара свој профил на социјални мрежи, на различни социјални мрежи, практично се зголемува таа појава на нагло кривата на депресивност кај младите расне. Во однос на она што го поставивте како прашање. Како контакти на децата. Во однос на интерперсоналната комуникација. Многу е сменет начинот на комуницирање, бидејќи сега почесто младите комуницираат преку пораки. Комуницираат со пишување практично, но тука изостанува можноста да се развиваат тие социјални вештини за комуникација, вербална или невербална комуникација. Од друга страна, кога ќе се напише нешто, изостанува онаа емотивна реакција, можноста да се види емотивната реакција од другиот. Бидејќи ние сме социјални битја, размислуваме и реагираме и дискутираме онака како што го гледаме, ја гледаме реакцијата од другиот. Сега изостанува таа, кога е само пишана комуникацијата, практично изостанува увидот во реакцијата на другиот. И понекогаш може личност, и не сакајки да повреди друга личност, бидејќи едноставно не ја гледа реакцијата и не ги гледа границите докаде оди и докаде е можноста за повреда на другата личност. И затоа може многу посурово да бидат напишани одредени реакции, коментари за туѓата личност и да бидат многу емотивно доживеани од страна на личноста која што е нападната. За жал, гледам и еден значителен пораст на суицидално однесување, но и на завршување на тој страшен податок, практично обидот за самоубиство е зголемен кај младите. Тоа се следи во сите странски статистики и кај нас појавата на самоубиствено однесување, но и на за жал и на завршување на суицид и самите следиме што се случува и во нашето општество. И за тоа, за жал, има огромно влијание и ова што го велиме, и врсничко насилство, но и самите симптоми на депресивност или на депресија веќе кои што се јавуваат во оваа возраст и кои што зависат многу од тие околински фактори. Младите се почесто се соочуваат и со намалена самодоверба поради искривената слика за сопственото тело, кое што е создадена од нереалните критериуми за убавина на интернет платформите. Сега тоа е сериозен проблем, особено кај млади кои што се во најубавиот период од животот да се доживуваат на таков начин. Апсолутно. Замислете девојче од 15 или 16 години, кој што или 13 години, кој што влегува во еден адолесцентен период, каде што има буица на хормони кои што се случуваат, но кои што треба практично и ментално, но и емотивно да се развива во тој период. И наеднаш имате слика на една идеализирана убавина. И практично идеал како личноста треба да изгледа, кој што најчесто е недостижен. И кој што на некој начин е униформирање на она што велиме дека е идеал за убавина, бидејќи сите сме ние различни во изглед, различни во однесување, така натака имаме лични карактеристики. И физичката убавина си има своја
лична карактеристика и не можеме ниту пак требаме да изгледаме се сите униформираност, исто така? и идеално. Но се наметнува тој вештачки стандард на убавина и замислете каква улога има врз развојот, врз емоционалниот и психичкиот развој на една млада личност, која што посакува да изгледа идеално така и која што нема да се чувствува доволно добро доколку не изгледа така. Од друга страна да не ги забораваме оние манипулации со одредени филтри, одредени гледаме дека тие да инфлуенсери во реалноста не изгледаат така како што не е се представуваат на фотографиите. И тоа прави збунетост кај младите, бидејќи младите сметаат дека секој се презентира во некакво најдобро светло на тие социјални мрежи. Особено младите, после нели сликани стотина слики ќе се одбера една која што е најидеално прикажана, најубаво нели излезена слика. На нејзе ќе се стават 1, 2, 3 филтри и ќе се пласира на социјалните мрежи. И какво влијание имаат тие презентации на една идеална, идеализирана убавина, среќа, идеализирана среќа од друг Апсолутно, аспект. сите се таму насмејани, сите се презентираат дека позитивни. се насмејани, позитивни. Посрекна врска се, успешни во кариерата. Од секаков аспект. Успешни на секаков план. Слики кои што се позади со некаква нели од прошетки или од патување и така натака. И знаеме во каква средина живееме и колку може тоа да се дозволи од еден нели нормален просечен граѓанин кај нас. Но тоа нема желбата не е еднаква со потреба. Така. Вештачки се манипулираат од ова конзумеристичко општество желбите и се практично се пумпаат желбите наспрема она што е потреба. Се тоа влие кај оформени личности. Кај оформени личности влие таа може да замислиме како тоа маркетингот. изгледа кај млади кои што се во тек на формирање на своите карактерни црти. Возрастните имаат поголем капацитет да сватат и да се одбранат од сите тие манипулации на маркетингот, практично дека за да бидеш среќен треба да го имаш овој најнов парфем, бидејќи девојката на парфемот нели е во една екстатична среќа прикажана сликата. И се смета дека нели ако го имам ова тогаш ќе добиам или ќе бидам среќен. Тоа се тие подсвесни насоки што се даваат и манипулации практично кои што одат во прилог само на оне што ја пласира таа да речеме реклама. Но сето тоа ствара чувство на несигурност, на ниска самодоверба, чувство на тага, затоа што споредбата што ја има, особено кај младите личности, дека не сум доволно добро убав, не сум доволно добро облечен, немам најнов телефон, немам ваков најнов парфем, не шетам толку доволно колку што сакам да бидам прошетан и така натака, кои што желби многу често одскокнуваат од реалните можности. Уште ако новаат се надоврзе и во училиштето, некои негативни коментари од врсниците. Апсолутно. И како сето тоа ќе има влијание врз развојот на една млада личност. Развојот на самодоверба, развојот на сопствениот поглед кон себе, сопствената индивидуација. Така, ова објаснува многу, но докторке, младите исто така и не спија доволно. Дали сонот влие на појавата на депресијата? Апсолутно. Сонот изразено влие. Едно е дека самата депресија, ако веќе се развие во еден по-сериозен степен, влие на спиењето. Влие бидејќи се нарушува значително спиењето. Практично личност е во едно неможност да заспие. Кај атипичните форми на депресија имаме прекумерно спиење, но тоа веќе не е типичен симптом. Од друга страна, кај младите се следи, статистички се следи значително опаѓање на севкупниот сон кој што го добиваат. И пак би ги окривиле тука оние социјални медиуми, не само социјални медиуми, секакви уреди практично. Нова технологија која што ако се следи пред спиење, нели ако се скрола како што 90% од младите со кои што нели разговараме, без разлика дали се нели млади возрастни личности практично, кажуваат како заспиваат, што правите навечер, не можам да заспиам и скролам на телефон. Самата стимулативна содржина која што има, самата практично стимулативна, не самата содржина, и самата содржина има стимулативен ефект да го разбуди умот.
но и самата сина светлина која што ја зрача телефоните значително прави да се практично прекине она спонтано лачење на мелатонинот, на оној хормон за заспивање, кој што треба да се лачи кога една личност веќе кога се стемнува, нели, кога телото, но и умот треба да се подготват за заспивање, природно втонување да има во заспивањето, да биде изгасено светлото, да има нели одредени има правила за хигиена на сонот. Така. Да се нели све стише, да се стишеме ние, топол туш, удобна облека, поладна просторија, особено спалната просторија. Може да биде читање на книга или гледање во далечина нели од телевизор на некакво, да речеме, нестимулативна толку содржина, не некој најинтересен филм, туку нешто што е на граница на досадно, малце на граница на досадно практично. А имаат ли влијание и работите што не се прават, додека младите не ги користат електронските уреди, социјалните платформи, например, немаат никакви здрави активности, не спортуваат? Апсолутно. Не спортувањето, да. Спортувањето се повеќе студии. Не сакаат да излезат од дома дел од нив. Се повеќе студии го јасно го покажуваат антидепресивниот ефект на физичката активност врз личноста. Без разлика во која животна доба е. Дали е кај млади, кај возрастни или кај највозрастни луѓе. Така да значително е влијанието на лачење или после поинтензивна физичка активност, лачење на оние ендорфини и така натака, практично претходно се лачи и одредено допамин и така натака. Така да значително е поврзано физичкото функционирање, односно физичката активност со оној антидепресивен ефект. Престојот во природа, престојот во шума, пешачење и така натака, не мора тоа да биде некаква активност која што ќе биде само во не зборуваме за физичка активност на пример во сала за вежбање. Туку збориме за било каква прошетка. Прошетка, така на крајот на прошетка, ма брза прошетка, за да има антидепресивен ефект, практично треба да биде малце интензитетот на физичката активност да биде прилично поголем, нели, да се на некој начин задише личноста, да има забрзано срцебиње и така натака. Но се чини дека младите избегнуваат секакви активности кои што се поврзани со концентрацијата. Одбиваат дури да читаат книги, дури кога учат, користат социјални медиуми и разговараат со своите пријатели. Па и учењето е со некоја намалена концентрација. Не може да има концентрација добра. Прво спиењето, недостатокот на сон влие врз когнитивните функции следниот ден, односно влие врз можноста за концентрација, за учење, за приемање на информации. Од друга страна, не можеме мултитаскинг да правиме на концентрацијата. Значи, кога некој ќе треба да седне да учи, практично активност која што е прилично досадна, која што не лачи, немаме многу допамин тука, во однос на мотивација, дека треба некој да седне и да учи, бидејќи читањето и учењето за жал лачат многу малку допамин. Од друга страна, социјалните мрежи, видеоигрите, интернетот, YouTube и така натака се активности кои што носат високо чувство на задоволство. И на некој начин ги привлекуваат многу повеќе младите кои што имаат многу повеќе потешкотија да стават крај на тоа. Бидејќи е тешко да прекинеш со скролање, затоа што тој допамин ти вика ајде уште малку да видам уште нешто што не сум видел. Можеби нешто битно ќе има, најчесто нема. Но вистински тоа е начинот да се улови нечие внимание. И сега на сметка на тоа ние сакаме да кажеме ајде доста е, практично мораме да ставаме граници и да се развива личноста во тој аспект, да самата сваќа дека треба да си ги поставува границите, но на вистина е тешко, затоа е родителството предизвик во овој 21 век. И сега ќе се задржиме малку и на родителството, бидејќи живееме во свет кој што драматично се менува, има тука сега најнови електронски уреди, мобилни телефони со кои што и децата ни се постојано достапни и инсистираме ние како родители да знаеме во секој момент тие каде се наоѓаат, сакаме да ни одговорат на повикот и така натаму, и кога се повозрастни, кога веќе имаат и 7-18 години, го правиме истото. Што значи тоа за младите? Пак сега таа родителска контрола влие ли на појавата на незадоволство, на
депресија. Не е само контролата, туку можеме да кажеме дека е припротективното родителство, веројатно. Она што ствара презаштитничко родителство, кое што практично ствара личности кои што се не толку оспособени или осамостоени во периодот кога веќе треба да бидат. Има многу повеќе фактори кои што ги следат социјални психолози, кои што ги следам и јас. Джин Твен, Джонатан Хајт од Соединетите Американски држави, кои што фантастично ги следат трендовите како се развива цела една генерација на млади. И многу се интересни нивните наоѓања дека практично како никогаш до сега младите се безбедни, физички безбедни, како никогаш до сега во овој 21 век, но како никогаш до сега се емотивно ранливи, психички ранливи, на сметка на физичката безбедност. Ние сакаме да се безбедни децата од секаков аспект и тоа го правиме, но некогаш не знаејќи и мислејќи најдобро, родителите практично со преголема фокусација да се направи се за детето, да му се удоволат сите потреби, но и желби, го невозможуваат природното спонтаното созревање на личноста. И тоа е една голема причина зашто можеби се недоволно се развива таа отпорност кај младите личности, која што потоа може понатака да биде ризична подлога за развој на анксиозност и на депресија во подоцнежните години. Да ги поканиме гледачите да се вклучат и во денешната тема Амбуланта. Од овој момент ќе можете да поставите прашање во емисијата, а и одговор ќе добиете од доктор Васка Митова, психијатар од Универзитетската клиника за психијатрија. Докторке, дали младите ја манифестираат депресијата со симптоми кои што се исти или пак слични како ке возрастните? Еден од главните знаци е губитокот на интерес, на волја за одредени ситуации, интереси кои што претходно биле значајни за личноста. Знаат симптомите да се практично поклопуваат, но знаат и да се разликуваат во зависност од возраста на самата личност. Најчесто кај млади, кога веќе збориме за некој адолесцентен период, знае да биде со слични да се симптомите нели кај возрастни, но пред се да бидат со повлекување, осамување, губиток на интерес за социјални контакти со врсници или со контакти со самата фамилија, значи повлекување на личноста во својата сова. Од друга страна се следи една иритабилност, импулсивност, едно однесување кое што е на некој начин младата личност повеќе се расправа со своите родители, конфликтуозност, конфликти непредизвикани, една хиперсензитивност, да кажам, во однос на реакциите кон домашните или пак кон средината. Може да има различно, например, губи интерес за одредени спортови предходно, за одредено хоби, за одреден интерес. Тагата е таа која што се забележува. Чувството на повреденост, на едноставно губиток на едно задоволство кое што родителите треба да го приметат што порано тоа подобро за да може или да се Значи треба да реагираат на секоја поголема промена во расположението и однесувањето на нивното дете. Може ли овие деца понекогаш да посегнат и по психотропни супстанци во тој период? Апсолутно. Односно млади би рекла повеќе, бидејќи зборуваме за младите овој пат. Зборуваме за млади. Секако дека родителите најбитно е да бидат блиски со своите деца, бидејќи таквата конекција практично ќе овозможи брзо и рано увидување доколку нешто не оди нели во добар правец, за да нели се реагира на малите сигнали. Едно прашување што се случува, како се случува на емотивен план, што се случува е многу битно, но многу е битна врската што ќе имаат родителите со децата. Довербата која што ќе имаат, бидејќи нормално е во периодот на адолесценција да она социјална компонента, спонтаното одвојување на децата и повеќе нели поминување време со врсниците, со друштвото е еден природна појава која што и треба да се случува. Значи детето тогаш треба да излегува, да се дружи и така натака. И тоа не треба да биде загрижувачко, но во секој случај родителот да биде присутен и да стави до знаење дека доколку има било каква дилема,
потреба, желба, емотивна повреденост, дека е тука за да може да се сподели тоа со родителот. Се случува младите да се самоповредуваат? И за психоактивните субстанции Так. не спомнавме. Иако е тој периодот кај младе возрастна личност, тој е периодот на испитување на границите и практично на ризикување, периодот во кој што личноста малку повеќе ризикува отколку од кога ќе созрее. Секако дека употребата на психотропни, психоактивни субстанции би требало да биде ограничена и од страна на достапноста, практично, да може системот да ги заштити од тие нелегални ситуации. Сваќаме како е во трафик и гледаме што можело да се купи, како можело да се купи за некаква смешна сума на пари. Од една страна системот да ги заштити со достапноста на тие средства, на тие психоактивни субстанции, од друга страна да се едуцираат и самите млади што точно значи употребата на такви субстанции и какви последици може да има по нивниот физички, но пред се психички развој. Доктор, имаме гледач кој што очекува да се вклучи во денешната емисија. Добар ден за него. Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака се, јас години страдам од депресија. Ало? Ве слушаме, само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот и да го следите разговорот во слушалката. Значи, овој пат вие се јавувате за вас, вие страдате од депресија. Да, за мене. Така, само ќе ве замолам што побрзо да го прикажете вашиот проблем. Депресија ми е, дали се лекува, години страдам, истите симптоми, докторкава што ги слушав како кажат, тага, немам желба. Земате некаква терапија? Пијам хелекс, а сега ми се подобри сонот, пијам сега добро, ама уште имам вака симптоми, нешто правам вака што не треба, други луѓе што не прават. Што е проблемот на невролог сум бидена, ако може нешто докторката да ми помогне. Така, некакви совети во врска со состојбата која што и покрај терапијата не е сосема регулирана. Повелете. Гледачката спомна за во однос на темата да отвориме во однос на третманот. Третманот е психотераписки, но и фармакотераписки. И сега за конкретната гледачка она спомна дека употребува анксиолитик, кој што практично не е антидепресив. Чија што улога има да облажи анксиозноста, да ја намали анксиозноста, односно вознемиреност, немир, напнатост, чувство на загрозеност, но тоа е привремено додека трае ефектот на лекот. Не спомна употреба на антидепресив во однос на терапијата и верувам дека кај кој да е колега специјалист да се обрати, специјалист психијатар, ќе може соодветно да се третира, да се обидат, ако не со еден лек, со друг лек и така натака, да се овозможи да има практично можност да се третира причината на состојбата, бидејќи анксиозноста е само еден симптом кој што знае да оди заедно рака под рака многу често со депресивната симптоматологија. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Еве уште една може за него да го постави своето прашање во денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ве слушаме, да, и вас ке ве замолам да го намалите тонот на телевизорот за да можеме нормално да комуницираме. Следите го разговорот преку слушалката. Да, во програма сте, повелете. Вика Снежана Балканска. Така. Снежана, кој е вашето прашање? Комплетно е намален. Добро. Кој е вашето прашање? Јас сум инструктор и работам со деца во детскиот културен центар на град Скопје. Добро. Нема да можеме вака да комуницираме, бидејќи има долга пауза, доколку можете да го искоментирате тоа што сакате да го кажете веднаш на кратко. Или еве, оставете ваш контакт после емисијата да се слушнеме за да дознаеме зашто точно сакавте да искоментирате, со оглед на тоа дека работите очигледно со деца кои што имаат ваков проблем. Споменавме терапијата. Дали кај младите се даваат
антидепресиви или пак прво се пристапува кон психотерапија? Зависи двојно. Најдобар е нели двојниот пристап, но пред се треба адекватно да биде диагностицирана младата личност од нели соодветно стручно лице. Значи има градација во однос на сериозноста на симптоматологијата, лесна, умерена, тешка и така натака. И соодветно на тоа се пристапува кон третман. Секогаш кај млада личност препорачувам паралелно психотераписко третирање и по потреба нели и промена на одредени животни навики, бидејќи она што може да го направи личноста да смени нешто во своето секојдневие што практично ја вовело во доколку има нели ризични одредени однесувања кои што практично ја вовеле во таа состојба, ќе се голем дел од проблемот нели ќе се редуцира и ќе се реши. Секако се користи и фармаколошка терапија по потреба нели според нели соодветната проценка на лекарот кој што ќе гледа младата личност. Доколку се јават суицидални мисли кои што водат кон обид за самоубиство или самоубиство, на каков начин се работи со младите? Ако има ризик, ако ризикот е изразен, тогаш препорачуваме и хоспитален третман, се додека нели не се подобри состојбата. И сосема на крајот на денешната емисија би сакала да го потенцирам и оној момент дека во моментот дека се достапни бесплатни работилници на оваа тема кои што вие ги водите. Зборувате токму за оваа проблематика? Да. Во соработка со Линка Крос, невладина организација и наши драги пријатели, во една неврзана комуникација, да речеме пријателска комуникација, сфативме дека има потреба од едукација. Едукација на родителите, едукација на едукаторите, односно на наставници и така натака, за рано препознавање и детекција практично на овие симптоми и се договоривме да организираме еден серијал на предавања. Сега 3 предавања за депресија кај млади, за анксиозност и за зависности, кои што ќе бидат тие се бесплатни предавања и се достапни нели во ограничен број, да речеме, со регистрација за кој сака и кој има интерес да присуствува. Значи сите оние родители што би сакале да ги слушнат овие предавања треба да се пријават, само да се пријават, да се регистрираат, да, за да си зачуваат нели место, бидејќи тоа е пак ќе спомнам едно бесплатно, доброволно нели предавање во кое што би имало нели и едукативен момент и можност да се постават прашања. Така, навистина корисно со оглед на тоа дека се повеќе млади луѓе се соочени или со анксиозност или со прекумерен стрес, а и депресијата воопшто не е реткост. За жал, уште еднаш ке потенцира. Доктор, ке ви благодарам многу за денешното гостување во Телма амбуланта. Ми беше задоволство што се видовме и што обработивме една ваква тема. Секако благодарам, Марија, секогаш е задоволство да се присуствува. Се гледаме повторно, а тука, почитувани, го закружуваме денешното издание на Телма амбуланта. Се надевам дека добивте корисни совети и препораки кои што ќе ги примените во секојдневието. Имајте пријатен ден.